Председател, јас повторно ќе се повикам на членот 219 од Деловникот за работа на Собранието. Еве тука е присутен и премиерот на владата. Се надевам дека ќе ме слушне. Значи барам оставка од 219 за оставка на влада. Значи сите обиди ова да го заташкате и да кажете дека не било така, било поинаку, ви паѓаат во вода. Значи ви паѓаат во вода. И точно е дека во ова собрание има деловник за негова работа. Барем, ако е достоен подпредседателот Мисовски, ќе признае дека мислам дека нема процедурално на кое што сум излегла, не сум се повикала на член како што вели деловникот. Јас исклучиво го почитувам, но мислам дека денес во ова собрание не се случи напад врз мене како дафина или како пратеничка, се случи напад врз Собраниево. Се случи нецивилизиран гест врз пратеникот ова собрание. Овде сите треба да реагираме. Се додека вака се двоиме по ово или по оној основ. Се вака ќе ни се случува. Се некој однадвор ќе ни доаѓа тука на гости и ќе ни ја завзема територијава и куќава и ќе ни се однесува како домаќин. Јас воопшто не сум, како да ви кажам, значи како мува да ме полазал она што ми го испрати како сигнал вице-премиерот за евроинтеграции. Но ова е чин на понижување на парламентот во ова собрание. Ова е чин на понижување на демократијата во оваа држава. На овој чин сите треба да реагираме. Сите кои што сме овде внатре во Собраниево и кои што секојдневно овде работиме за да некој дојде вака однадвор и да ни се однесува така како што се однесуваше, прво кукавички, второ подмолно, и да, сега замислете, немало камери кои што го уловиле неговото однесување. Замислете, нема камери. Дали вака се однесувате со вашите сопартијки ме интересира? Дали имате жива мајка, дали имате сопруга, дали имате деца, дали имате сестра? Вака ли се однесувате? Вака ли би дозволиле некој да се однесува кон некоја од нив? Ќе молчите? Оставка. Затоа ви бараме оставка. Ова е чин на морал. Малку ако имате морал и европска вредност, сега овде веднаш ќе поднесевте оставка. А да не зборувам за цела влада. Да не зборувам за тоа колку причини сте имале за оставка. Но денес ни еден портал нема да ве исплакне со она што го направивте. Барем вие тоа најдобро го знаете и моиве очи. Сега погледот доле го чувате. Зошто? Затоа што сте власт. Оставка. Бидете најхрабриот. За кратко време нема да сте власт. Кого тогаш ќе провоцирате? Кому тогаш вака ќе му се однесувате? Кој ќе ве штити тогаш? Ниеден од овие тука нема да ве штитат. Вакво однесување ни за дома не е да се трпи. А не во парламент, не од замисли